Селото Радово постоело уште пред Османлиската империја. Населбата екзистирала уште во средниот век. За време на осмалиите, селото било поделено на две мала – Бузург Радова и Чучук Радова. Во Бузург Радова, како големо мало, живееле муслиманите, додека во Чучук Радова живееле христијаните. По крајот на Балканските војни, муслиманското население било принудено да ги напушти своите домови и се населуваат унијатски верници од Кукуш и Кукушко, како селата Мотилово, Рошлево, Морарци и Грамадна. Моје село, село Радова, втор дел. Добро утро. Моје село, Виктор Сирачев од село Радово. Виктор, добар ден. Добар ден. Здружение на граѓани Илинден од село Радово. Точно така. Нешто повеќе околу здруженијето. Здруженијето е формирано во 2022 година, кога за прв пат се организираше коњаница токму од Радово, упатувајќи се кон славното Крушево. Оваа година здруженијето правиме 5 години, еден мал јубилеј, како учесници во Илинденскиот марш. Село Радово, така, учесници сте која година поред? Петта година поред. Петта година. Да, како здружение. И понатаму сме спремни да патуваме за Крушево, така? Да. Добро, се организирате, сите си имате ваши коњи, ваша опрема, све си имате, така? Да. Ајде, од каде таа љубов за маршот, да кажеме, за Крушево? Па љубовта уште од мој најмали нозе, јас во 2021 година учествував сам во коњаницата Бигорски манастир, патот на Срешовото топче, каде со поддршка на моите другари тука што се сите зад мене, во 2022 успеавме да формираме една коњаница од 5 члена коњаница. Значи прво почна ти сам, па ајде послуше 5, па 7, па 10. И годинава колку сме? Годинава можам бројката да ја кажам дека за сега сме 15 јавачи. Ајде, мислам дека секоја година ќе растеме во поголема бројка. Ќе го ослободиме Крушево. Па се надеваме дека да. Да, ај нешто повеќе за маршот. Значи вие од Струмица идете каде? Преку Штип? Во нашата коњаница јавачите не се само од Радово, туку и од другите населени места. Имаме представници од општина, оваа година ќе имаме представници од општина Ново село, од општина Василево и од општина Струмица. Сме имали учесници од Штип, од село Драгоево. Така, да речеме од Источна Македонија, вие сте нема што. Точно така, од Источна Македонија сме единствената коњаница која се опатува кон Илинденскиот. Единствената коњаница која има добри коњи, добри јавачи, добра опрема. Па затоа нека кажуваат другите, да не се фалиме самите. Да, сум имал прилика да ве гледам, така да навистина сте добри коњаници, нема што. Благодарам. И многу добри луѓе, многу добри деца, честни, искрени, нема што. И мерак ми е што денеска ве правам едно интервју со вас како здружение. Навистина ми е мерак. Благодарам на убавите зборови. Како што кажа да ја представиме рутата на нашата коњаница се опатува од Радово кон Бигорски манастир, каде во Бигорски манастир се спојуваме заедно со Бигорската коњаница. Од таму наредниот ден имаме света литургија и свечена заклетва, која положуваме заклетва. На заклетва се избира и војводата, кој војвода ќе ја предводи Бигорската коњаница кон славното Крушево. И од Бигорски манастир се опатуваме кон село Јанче. Од Јанче се опатуваме кон село Галичник. Во Галичник правиме кратка пауза и од Галичник се опатуваме кон Бачилото Салтаница. На Бистра планина. Таму пренокуваме вечерта. Наредниот ден од Бачилото Салтаница се опатуваме кон село Кнежино, манастирот Свети Ѓорѓе во село Кнежино, тоа е Кичевско. Исто таму пренокуваме вечерта. Наредниот ден од село Кнежино се опатуваме кон градот Кичево, каде што имаме дефиле, имаме света литургија, имаме благослов во црквата во Кичево. Од Кичево се опатуваме кон село Србјани, каде таму правиме кратка пауза во Буртеранч. И од Буртеранч се опатуваме кон селото Вранешница. Во селото Вранешница пренокуваме вечерта. Наредниот ден од Вранешница се опатуваме кон село Цер. Во село Цер имаме вечерта организирано и забава таму. Преспиваме таму. Наредниот ден од село Цер се опатуваме преку Пустарека, Долно Дивјаци, Горно Дивјаци и се опатуваме кон славното Крушево, каде на 31
некаде по план дневните часови пристигнуваме на езерото во Крушево, каде потоа се спојуваме заедно со другите коњаници и влегуваме на пречекот што е организиран во славното Крушево. Имаме бројка ова година колку коњаници сте? Бигорски манастир? Па уште за Бигорски манастир за целата бројка не знам колку ќе биде, но се надевам дека нема да сме повеќе од 30 јавачи, а за нашата коњаница бројката за сега е 15 јавачи. Така е. Нека ви е лесен патот и за многу години. Благодарам. Виктор, ти благодарам. Благодарам на вас. Ѓорги Сирачев од село Радово. Ѓорги, добар ден. Добар ден, јас сум Ѓорги Сирачев од село Радово. Ова ми е четврта година кога јавам за Илинденскиот марш. Така. Ѓорги, морам да те прашам, колку млади има во село Радово што уште имаат желба и мерак да бидат коњаници? Па има многу доста. Многу како доста. што ве гледаат вас, така? Многу доста млади луѓе има. Добро, колку години рече имаш? 4 години. 4. Да. Престанал? Тешка работа. Тешка работа, никако. Никако да престанам. Добро, твој коњ, твоја опрема? Коњот е лично мој, опремата е моја, се е моја. Да ти јалов, имаш убав коњ, Благодарам. наистина. Го Благодарам. одржуваш, нема што. Да ти е лесен пат. Фала. Да ни се представиш? Јас сум Павле Алачев, по втора година ќе јавам за Илинденскиот марш во славното Крушево. Ај вака да те прашам. Од колку години си на коњ? Од 14 години сум редовно на коњ. Така. Да, Гледам, секојдневно. денеска немаш ни седло, а јаваш. Не, без проблем јавам и со седло и без Да ти седло. јалав, јунак нема Да, што. јунак. Добро, имаш голем мерак да јаваш за Крушево. Многу голем мерак во чест на нашите борци и ленденци што загинале за нашата славна Македонија. Да си жив и здрав. Исто и вие, ви благодарам. Големо село Радово има и фудбалски клуб. Панче Сирачев. Панче, добар ден. Добар ден. Фудбалски клуб во село Радово е Фудбалскиот клуб во село Радово се вика Напредок Радово. Напредок од Радово. Да. Кога е формиран тој клуб? Овој клуб е формиран 1980 година како официјален клуб регистриран да се надпреварува во општинската лига. Така? Да. Немало никогаш прекини во Па имаше актуелен беше од 80 година кога се формира клубот, се до 92-93 се играше фудбал. Па после мислам дека поради финансиски нешто добро. спонзори, малку фудбалот беше во прекин. После 2010 година се формира пак фудбалски клуб Радово. Го обновивме клубот. Тој клуб се надпреваруваше 2 години во општинската лига и што можам да бидам да се пофалам со овој клуб и кој игравме трета лига. Така. Можам да бидам и горд уште еднаш на овој клуб кој го пријавивме за Куп на Македонија на ово наше игралиште, кој дојде и големата Белајца да го играме купот. Добро, Панче, ти почна во Радово или Не, моите почетоци на фудбалот беа во Турново. во Турново? Да. Добро, зошто таму? Па зошто не беше актуелен оште А во Радово немаше уште. Оште немаше клуб, така игравме во Турново, моите почетоци беа во фудбалски клуб Турново, кај ја почнав младинската школа. Така? Да. После завршувањето младинската школа не ја продолжив кариерата во Турново, така да се пресели во Радово и кој играв општинска лига и играв и трета лига. Панче, што играше во фудбал? Во фудбалот играв одбрана. Одбрана? Да. Највише бек, така? Обично бек и одбрана тука. Одбрана. Да. Добро е, Панче. Може ли вака да речеме? Денеска фудбалот во село Радово, освен фудбалот, има и други спортови, така има доста млади. Па има, можем да кажем дека поготово ние сме Радово, сме фудбалско село. Сега кога јас сега член, председател на фудбалскиот клуб Радово, можем да кажем дека има и доста заинтересирани од нашето село кои играат денеска фудбал за нашиот клуб. Имаме од околните села некои што играат за Радово. Да, можем, има и од околните села. Денеска Радово у која лига е? Денеска Радово е во општинската лига. Во општинска лига. Да, веќе се например веќе да кажеме од 2025 сега почнуваме официјално. Тука се со кој? Со Турново, Босилово. Да, моментално бевме 8 екипи, но сега има поголем број на пријавеност за заинтересираност да се направуваат во општинската лига. Така? Да. Мислам дека ова година ќе биде поинтересна општинската лига со плюс 5-6 села
кои се пријаве да се надпреваруваат во општинската лига. Дај Боже. Да, Боже. Радово кога го има најубавиот успех, да кажам, во кариерата? Радово го има најголемиот успех кога надпреварувавме Куп на Македонија со Беласица, кога игравме трета лига, целите екипи од југоистокот дојдоа тука да се надпреваруваат во селото Радово. Тоа е за нас една голема историја за нашиот клуб. Така. Да. Има ли доста фудбалери, да речеме, што преминале да играат за Турново и така во овој регион овдека? Од Радово? Од Радово? Па Или не. остануваат да играат за Радово? Не, тука ќе останат, тука играат за Радово. Можем да кажем, имавме да еден добар фудбалер кој за сега е во Словенија, да го поздравам, Зоран Илиев, Така. кој он беше целата кариера ја помина во Турново, кој само 6 месеци играше за Тиверија, после пак се врати во Турново. Така да Добро, ти си да го поздравам и овој. голем поздрав. Поздрав. секако. Ти си денеска председател на фудбалскиот. Така. Подпредседател, кажам, секретар сум јас на овој клуб. Така. Така кои сме активни, кои сакаме да го живееме, го работиме со љубов и да продолжиме тоа. Имаш голем допринос тука. Така во да. фудбалот. Да. И освен во фудбалот и во други спортови во село Радово. Има многу деца. И има многу деца. Така да пак ја напоменам дека ние сме пак живееме за фудбалот. Еве тука играме некој пат, идеме тука да се рекреираме, да се спортуваме, да се дружиме и се така. Така, Панче, остане ми со добро здравје. Благодарам и на вас. Дај Боже, Радово да го видиме што погоре во лигата. Дај Боже. Ти благодарам. Благодарам и на вас. Моје село, Николче Тантушев од село Радово. Николче, добар ден. Добар ден. Николче, твоја главна дејност во село Радово? Моја главна дејност земјоделие. Земјоделие, Да, а предходно сточарство. сточарство. Да, Добро, тоа од старите твои, дедо, баба или од како? старите и традиција некоја. Традиција. Да, Можеме да речеме традиција или судбина, како да речеме? може и едното и другото. Така, Да, судбина било да се бавам со земјоделие. и ништо друго. И не го оставам само ради старите што со години. Ради старите и ради љубов Љубов кон земјоделство. кон земјоделството. Имаш бајки земја. Не, повеќе работиме под наем, што Под наем викам, да, земаш? под наем. Добро. Имаме и нашо, но повеќе под наем. Главна гранка ти е во земјоделието, градинарството. Градинарството, да. Пипер, патлиџан. Пипер, патлиџан, стоката по нешто и тоа. Добро, со стоката некојаш старите чувале ти како дете или како? Чувале старите. После некој извесно време тука имавме во Радово млекара, Што чувавте највише, крави? крави. Така, Да, овце? крави. Овци не. Не? Овци имаше и овци, но мал број. Добро. Тоа ти е како дете рековме, така? Да, Идат да. години, па после продолжуваш ти таа традиција или не? Продолживме додека беше млекарата, после некое време млекарата се затвори, ги разманавме, Така? топки му грешни, ги разманавме. Как да кажеме, ги разманавме? Сакаш да кажеш дека Да, една по една ги продадовме. значи немаше откуп на млеко и почнуваме со продажба. Беше слаб откупот на млекото, ги продадовме една по една. Не само јас, цело село. Сточниот фонд се намали драстично и Тоа тоа е кој во Радово. Периодот млекарата се отвори некаде 2000 година, се затвори пред едно 6-7 години. Толку за 6-7 години се намали драстично бројот на стоката во Радово. Одеднаш. Одеднаш. Значи, јас еден вид, јас бев дел од вработените во Здравје Радово, се откупуваше некаде по околу 4-5 тони млеко. Така. Само од Радово зборим. Тоа дневно. Дневно. После продажбата на млекарата, затварањето на млекарата, бројот на килажата на млекото во Радово се намали на некаде 400 до 500 литри. Така. Што може да кажеме колку се намали сточниот фонд во Радово. И полека, ама сигурно дојде до затварање. Да, до затварање. Добро. И пропас полека, пропас и на Радово. Што да прават мештаните почнуваат со земјоделие? Почнуваат со земјоделие. Зашто во селото верувам сите биле и сточари и земјоделци. Да. Меѓутоа му давале повеќе важност на овчарството, така? Да, на сточарството. Денеска што останува? Денеска останува 2 билјука овци и некаде околу 3-40-50 крави дали има. Тоа е тоа. Тоа е тоа, Земјоделието гледаме сите го работат. Земјоделието го работат сите, иако гледаат дека нема иднина во него, како рековме, судбина,
Добро, било да работиме. Се жала доста мештаните дека со Да, земјоделието да, е да. послабо. Меѓутоа до ланските години било подобро, така? Да, допред 1-2 години. Последните ланската и поланската година беше, може да кажем, број 1 за земјоделие. Да, задоволително. Во Радово за тие 2 години влегува некаде се обнови возниот земјоделски парк за едно 40 нови трактори. Така. Да. Значи Добро. ние земјоделците може да кажем дека ако ние имаме Така. пари во џебот имат сите. Добро, Николче, имаме у позадина пипер насадено, така? Да, Тоа све рачно се работи, така? се рачно. Да. Ти треба тарга, ти треба помош. Треба арга, ти треба помош. Да речеме во селото се помагаат селаните меѓу себе, мештаните или како? Некогаш многу повеќе се помагавме, Кој кога но може. со текот на времето некако почнавме да се Па добро, оддалечуваме едни од па ти други. треба таргати во секој случај. Треба таргат, но Може многу да е тешко да дојдеш до аргати. Многу тешко. така? Да, сите покачија цени и аргатите може да кажам веќе бараат и по 1000 до 2000 денари за 4-5 сати. Добро, ај сега вака да кажеме, од еден декар или како да кажеме една мерка, колку пипер ви добиле во сезона? Сезонски, од еден декар, зависи се и од годината, зависи и Така. како го гледаш. Од еден декар може да извадиш едно 1000 до 1500 кг. Може да се извади, Да. така? Да. И тоа е задоволително. Не? Оно е задоволително, но не знаеме колку ќе биде цената. Така, род има, не знаеш Род што има, ќе се случи, род да? има, можеш да уложиш се во него, а да не земаш, Така. може и ништо. Дали се случува кога има повеќе род, па цената паѓа? Кога има помалку род, цената расте? Или не? Повеќе она првото што кажеш дека кога има повеќе род, нема цена. Кога нема род, тогаш има и цена. Така е, така. Да. Николче, вака да те прашаме. Рековме од еден декар дека 1000 до 1500 килограми ќе се извади пипер, Да. така? Да. Што правиме со доматите, краставиците и така натаму? Домати Ова поднебе има доста обработлива почва, богата почва, така, дава род. дава род. Може да кажеме цел Струмички регион е богат. Да. Николче, за крај би те прашал вака. Продолжуваш со земјоделие, сточарството не мислиш да се враќаш назад, така? Не. Не, со сучарството не. Со тоа од кога се затвори млекарата, не. Не е сигурно ништо. Земјоделието сепак ти е главна екзистенција, Да, речеме да, во селото. да. Си имаш Друго и не знаеме да работиме, едино Да, си имаш земјоделие. семејство, си имаш дечиња, мора Да, мора и да мора да гледаме. се оди напред, така е. Да, точно е. Ти благодарам за разговорот. Фала и на вас. Благодарам. Живи здрави. Моје село, Трајче Илиев, село Радово. Трајче, добар ден. Токму така, добар ден Перо, добар ден и до екипата на Моје село и благодарност до Сител телевизија за укажаната можност и за промоцијата на ова наше живописно место. Трајче, ти си роден во село Радово. Токму така, да, роден во Радово, се образував првите 5 години во подрачното тука во училиште во Радово, потоа продолжив во Турново, во соседното до 9-то одделение и веќе завршувам прва година средно училиште во Струмица, смер фармацевски техничар. Добро, тоа е 4 годишно. Тоа е, да, 4 годишно образование и потоа продолжувам на правен факултет, смер новинарство. Новинарство, Да. да бидеме колеги. Ќе бидеме колеги. Така. Ти ќе еден ден ќе кажеш дека моје прво интервју во село Радово беше со екипата на Моје село. Токму така. Браво, Трајче. Дај Боже тој ден да се оствари. Дај Боже. Вака да те прашам за животот на младите во село Радово. Па животот всушност во Радово, самите млади лица играат еден клучен фактор во афирмацијата и културниот развој на селото, бидејќи секоја година ние преку конјаницата и преку ваков настан ја афирмираме културата, ја зачувуваме традицијата и нели најбитното обичаите во село Радово се зачувани. Животот во Радово е еден хармоничен живот, полн со соживот, полн со гостопримлив народ кој што може да ве пречека кога и да сакате. Можам да кажам дека е чест да се живее во Радово бидејќи нема граница помеѓу стари и млади и дека тука и стар и млад секој може да се го најде муабет, секој може да се го најде муабетот и да може пример да седне и да
комуницира без разлика на неговата возраст. Јас би рекол дека има повеќе млади од стари. Па Многу да, млади. иако и во Радово е застапен проблем, демографскиот проблем со иселеништвото, можам да кажам дека не се забележува толку како во другите села, бидејќи во Радово има иселени, но нема Така е. нема затворени куќи. Се уште има ентузијазам и можам да кажам дека и дел од младите и се враќаат за време на празниците, претежно за Илинден веќе ќе почнат да се доаѓаат со тоа што ќе почнат и семејните слави, обичаите и така. Ова село никогаш нема да скасне. Така, имаме фудбалски клуб, имаме игралиште, имаме спортски, доста млади кои што се бават со спортот во село Радово. Токму така, да, мислам дека самите млади лица во оваа село преку клубот и преку играњето во општинската фудбалска лига на еден вид се рекреираат и еден вид се гордост на оваа село, бидејќи клубот постои уште од многу одамна и мислам дека клубот ќе постои се додека има добри ентузијасти и љубители на фудбалот. Ајде, требаше да поразговараме малку за селото Радово. Може. Најтешкото прашање, од каде иде името Радово? Името Радово доаѓа од една жена која што живеела тука по име Рада. Таа, всушност, нејзината фамилија сакала да биде омажена за турчин во тоа време, нели? Но Рада давала отпор и не сакала да се омаже за тој турчин и па затоа таа се самоубива и се фрла во бунар и така по името Рада доаѓа и селото Радово. Името Радово. Да. Селото можам да кажам дека датира уште од античко време и еве веќе ова е веќе голем период на постоењето на селото и мислам дека се додека во селото има ентузијасти кои што ќе шират соживот, кои што ќе живеат во ова село никогаш нема да згасне. Што можеме да кажеме за Радово? Многу блиско до Струмица, блиско до Новосело, со границата со Република Бугарија. Да. Селото Радово всушност се наоѓа во срцето на плодната Струмичка котлина, а од најблискиот град Струмица е оддалечен околу 14 километри и од границата со Република Бугарија преку Новосело е оддалечен некаде 25 километри. Во последните 10 години селото е доста поврзано со градот Струмица преку локални патишта и преку превоз и мислам дека е чест да се живее во Радово бидејќи низ историјата селото и не било толку развиено, но еве веќе последниве 10 години можам да кажам дека е едно од најразвиените и најпрепознатливите села во општина Босилово, инаку да, спаѓа административно под општина Босилово и самата плодна Струмичка котлина во која се наоѓа и селото дава придонес претежно во земјоделието и сточарството. Трече, ако се прашувам јас, можеш слободно да се запишеш на одсек новинарство. Да. Како колега си успешен. Ти благодарам за разговор. Благодарам и вас. Благодарам. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. It's home from work we go. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. It's home from work we go. Hi ho, hi ho. Моје село, Ѓорги и Габриела Тодорови, село Радово. Ѓорги, добар ден. Добар ден, добро дојдовте и мило ми е што ќе ве угостиме. Благодарност голема до вас како семејство, навистина прекрасни луѓе. Морам да те прашам прво, во село Радово, денеска видовме земјоделци, сточари и така натаму. Ѓорги, како ќе ни се представиш ти? Јас сум Ѓорги Тодоров и се занимавам со дрводелска работилница и дрводелски занет. Ајде, Ирлија. Поточно пилење и бичење на дрви. Така? Да. Добро, Ѓорги, има доста занетли во село Радово? Да. Ние сме богато село со богати занаети и
изобилува доста занает. Добро, во старо време да кажеме ковачи, столари со дрво, со железо, бравари и така натаму. Да. Твоето семејство, старите твои, со што се бавеле? Па, моето семејство првично е со земјоделие. Мојот дедо, татко ми од 72 почнува, 1972 почнува со истиот занаат што сега и јас го работам. Така? На негови 16 години, па продолжуваме и до ден денеска се бавиме и го обновуваме колку што можем да опратиме и времето со занаето и со работа што работи. Значи, Ѓорги, ти строго газиш по кораците на својот татко, така? Да. Уште како мал? Мојот татко, моите чичковци. Така, сите занетли. Да. И ти како денеска детето твое, така, ти се плеткаш во нив таму и веќе од мали ноги те фаќа мајата за занает со дрво, така? Па утринско разбудено занаато и оште сонувам за него. Така? Да. Добро, Ѓорги, ти денеска што произведуваш од дрво, што се правиш? Моментално произведуваме палети, Добро? пелети за грејење, Така. бокс палети, граѓа и Така. кога има слободно време вршиме и услужна дејност. Така. Да. Имаш доста работа? Па фала му на Бога. Како се снаоѓаш со репроматеријал? Како доаѓаш до дрвото? Ние со репроматеријал се снаоѓаме исклучиво со Национални шуми Македонија. Така. Поточно тај крај ни е поблиску од Струмица, Беласица, Плачковица, Радовиш, Кожов, Гевгилија. Од нив се набаваме од македонски шуми. Сега за сега е така, па понатаму. Па дај добро. Боже. Мислиш ова традиција да продолжи и детето твое? Или не знаем? Дај Боже. Така. Дај Боже. Но ако му се учи, нека учи. Добро. Кој е Господ, никој не. Кај Господ. Ништо не се никој знае во животот, Точно, така. Точно. Е сега најлесното прашање. Се запознаваме со Габриела? Така? Да. Кога и како? 2012 се запознаеме, 2018 ни беше веридбата, Ајде, 2019 свадбата. Ајде, Ирлија. Габриела, точно е се ова што вели Ѓорги, така? Да. Добро, важите за големи домакини. Најнапред би сакал да ви се заблагодарам и вам за ова пригода што ни ја приредивте. Навистина голема чест е ова за нас. Би те запрашал што денеска све ни презентираш на масата. Најпрво ви презентираме нашите традиционални јадења што се подготвувале од многу одамна. Така. Кај нас во село Радово обично е традиција после секој празник или недела да се приготвува орис со домашен петел или кокошка Ајде, и Ирлија. супа. Ајде, Ирлија. Секогаш тоа се приготвувало од нашите баби, па продолжило на нашите мајки и сега ние тоа го заследуваме од нив. Ајде, Ирлија, и нашите деца утре. Да, Така. да, дај Боже. Добро, ова е само за нас денеска или можам да кажам кај вас е секојдневие? Да, кај нас е секојдневие. Вашата куќа е полна со гости. Да, полно со гости. Ние секогаш си приготвуваме дома јадење, како јас, така и свекрваме. Така. Секој ден си имаме план што ќе се сготви за утрешниот ден. Ајде да кажеме за гледачите накратко за моје село. Имаме пилешко, Да, со оревче. имаме петел, домашен со орис, исто приготвена од петелот што се варел водата, супа, Така, домашна ајде, супа. Ирлија. Имаме пита со јаболки која приготвив јас. Имаме ова е просеник по наши кажано Ајде, или Ирлија. да, и домашно свинско месо, банички со сирење, со спањак и домашно од нас произведено краставици и домати. Така, доста богато. Да. Голема благодарност. Да, да. Да. Ајде да наздравиме зарно зубот, нека ни е денот за многу години. На помош. На здравие. На здравие. Ѓорги, сега останува да платиме на домакинката со една песна ова пригода што ни заличи масата. Можеме ли? Како што е редот. Така? Да. Одиме сите заедно. Ајде да си речиме една песна многу гласовита. Еднаш мајка јунак раѓа, оној ми е бил рано пево мај месец. Ајде да си речиме уште еднаш, да се стора два пати. Две очи мома има, еднаш мајка јунак раѓа, оној ми е бил рано пево мај месец. Ај на здравие, за многу години, на помош. На здравие. Почитувани, тука е крајот на вториот дел. Голем поздрав од село Радово. До гледање.